Ново видео интервју во ТВ Република. Гостин во студијата е Стефчо Јакимовски, лидер на ГРОМ и градоначелник на општина Карпош. Неодамна, туку-што пред неколку дена, споменавте и испративте на порака до лидерот на опозицијата Зоран Заев дека го чека шутка тик-так, тик-так. Зошто? Па тоа е одговор на нивната порака што ми ја праќаат наназад 5 месеца и што ми пишуваат по зидови по тараби. Јакимовски ќе те удри бомба тик-так, тик-так. Одговорот на нивната бомба е Заев те шека шутка тик-так, тик-так. Истиот одговор и јас им го давам. И да видиме сега колку повеќе го вознемирува слоганот или паролата што е напишана, за разлика од него кој ги праќа малолетни деца да ги пишуваат во раните утрински часови во темница, јас јавно и пред сите да се знае која е мојата порака до него. Така, зошто шутка? Зашто шутка? Затоа што никој во оваа држава не смее да го крши уставот, да го крши законот, да го крши кривичниот закон на вака флагрантен начин и да се обидува на во институционален начин да дојде на власт, да одава државни тајни и се она што го прави, односно да снима, преслушува, објавува, монтира материјали кои што има право да ги прави само обвинителот и судот. Никој друг во ниту една држава, не само во Република Македонија. И тоа не смее да остане неказнато. Може ли Заев да не знае што е тоа државна тајна? Сега, правиме тој знае во прашање е човек кој што е политичар, долго време во политиката, бил подпредседател на... Може ли мало дете да не знае што е опасно? Меѓутоа тоа се игра покрај реката, реката може да го однесе. Исто и Заев. Знае што е државна тајна, меѓутоа тој си игра со оди по тенка жица. Јасно е дека ова бомба издиша, дека нема доволно спектакуларни работи како што тие очекува, дека народот не трза по нив и дека сега почнуваат во една агонија да одат по општини, веројатно потоа ќе тргнат и по села и по планини и така натаму, за да се трудат да наводно нивната вистина да стигнала до секој граѓанин на Република Македонија. Каква вистина беше во објавувањето на документите на функционер во... Се едно повторување, практично нема што да се каже. Друго, гледаме тамо дека има интимни разговори, па ме молам, разговорот меѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставовски веќе по трет пат или четвртат се крајно интимни разговори. Кога вие седите и некој го оговарате, што е тоа ако не е интимен разговор? Со кое право објавуваат нивни интимни разговори? Со кое право објавуваат интимни разговори меѓу министер и неговата сопруга? Со кое право даваат државни тајни за што треба дебело исто така да сносат одговорност, не само тој, туку и сите околу него. И она што е најбитно, се гледа дека тој е осамен во целата ова работа. Сега отприлика ги нагрбачуваат председателите на општинските организации, меѓутоа од групата што стои, анонимната група што стои позади Заев, очигледно дека никој не е кандидат да ги објавува овие за нив спектакли. Единствено Жерновски малку се подзалета, очигледно дека подолго време не застанал пред говорница, имајќи во предвид дека му ја зема говорницата во Либерално-демократската партија и пресреќен тој што му се пружи таква шанса и искрен да бидам наседна на трикот на Заев, за да практично преку Жерновски се пресметува со Бранко Црвенковски и објавувањето на тој несреќен муабет во кој што еволвира Бранко Црвенковски, кај што се зборува дека тој преговарал на локалните избори за да се прави коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Така, имавте ли вие сознание дека сакаат да ве слизнат, народски кажано? Обидот за моје слизнување беше да ме кандидираат за град Скопје, зашто јас не само јасно и гласно уште со моето доаѓање во Социјалдемократскиот сојуз кажав дека јас не сум заинтересиран за кандидатура во град Скопје. Следниот разговор наш беше година и пол пред локалните избори, исто така јасно им беше кажано дека јас не сум заинтересиран за таква кандидатура и цврсто стоев јас на позициите дека јас повторно ќе одам за општина Карпош, дека не сум кандидат за Скопје и на време им кажував да си бараат свој кандидат. Во тој случај, во тој разговор и во случајот во кој што би требало спомнати од други луѓе дека вас да ве наместа, да не добиете замена за Жерновски и сета таа една политика, тоа е единствен момент во кој што се спомнува и е присутен Бранко Црвенковски,
како еден вечен лидер на СДСМ, зошто молчи? Тоа е едно прашање кое што е многу легитимно од јавноста. Поранешен председател на државата, човек кој што тоа беа последни обиди да излезе на површина злобата и на Бранко Црвенковски и на раководството на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што овие преговори не ги водеше само Бранко Црвенковски со Мијалков, туку и Андре Петров со секретарот Кире на ВМРО ДПМН. Значи има две средби каде што отворено Андре Петров бараше подршка од ВМРО ДПМН и јас тоа го знаев. Исто така Андре Петров се јавуваше по поранешни советници, влијателни лица од ВМРО ДПМН во општинската организација, кога таму не успеа се обидуваше преку своји лични канали. И пазите сега, значи коалиција со ВМРО ДПМН е во Карпош, ако тоа го направи Бранко Црвенковски СДСМ, тоа е можно, ама ако тоа го направи Стефче Екимовски, тоа е предрство и тоа очигледно зборува прво за двојните аршини, второ за нивната некоректност, а трето, како да кажам, за непросветленоста на членството кое што на ваквите работи треба и како бурно да реагира. Но што да се каже, ако е можна коалиција меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН во Кичево и Струга, зошто не би можело во Карпош? Добро, баш околу тие моменти вие побаравте од Заев јавно да ги објави снимките од телефонските разговори со вас. Тој не ги објави. Па тие кога фрлаат бомби мислат дека ние ќе не убијат и едноставно нема да постоиме. Не очекуваат дека ќе им возвратиме. Нашето возвраќање е да си ги откриеме картите, да видиме јас и тој што сме разговарале, а бидејќи нели Заев тврди дека е тој прислушкуван. Најмногу дека е тој прислушкуван, што значи дека и тој разговор го има и да не мора да што се вели да пребарува по овие снимени материјали. Јас му кажувам точно часот во колку сати е. Значи 14:40 на 14 февруари 2013 година и во 1:30 часот пораката што ми ја прати на 17 февруари, значи многу јасно ќе можат членовите на Социјалдемократскиот сојуз да видат што Заев збори за Социјалдемократскиот сојуз, кој е неговото мислење за Бранко Црвенковски, што тој исто имал намера и така натаму и така натаму. Покрај политиката, од овие тајно снимени и не, тогаш кога ќе ги слушнат тие снимки, ќе видат кој бил искрен во своите намери, а кој не бил искрен. Так. И кој до ден денеска не е искрен во своите намери. Па добро, може ли да пренесете мојата битка во е. Социјалдемократскиот сојуз била искрена до 19:00 на 16 февруари. Нивните намери не беа искрени и пред тоа тие правеа алтернативни листи, алтернативни градоначалници. Јас листата што ја правеше Заев со своји очи сум ја видел, а јас листа до 19:00 на 16 јас не сум правил. Тоа ли е содржина на вашиот разговор? Не, далеку од тоа. Значи све што има онда што зборува и што кажува за Социјалдемократскиот сојуз, што тој мисли, кој е неговото. Тоа прилично лоши зборови. Вистината, нели? Да. Покрај политичката, тука се води, мислам, и една чудна бизнис битка. Колку бизнисот може да настрада со поседување на едни вакви материјали? Колку бизнисмените може да бидат заштитени понатаму од било какво условување? Јас одговорно тврдам дека најмалку ќе настрадаат политичарите, а политичарите ќе одат една на друга функција, а најмногу ќе настрадаат бизнисмените. Веќе слушаме, нели, разни директори кои што, нели, имаат приватни односи со дел од политичарите. Значи тие најмногу ќе настрадаат затоа што нивните снимки ќе бидат ставени под уцена во наредните десетина години од разни структури на Социјалдемократскиот сојуз и не случајно сега веќе кон Бихачка се приближуваат разни лица со криминално досие од Скопското подземје и така натаму и тие две чекаат таква шанса и можете да замислите исто така има информации дека тамо се преснимува на мобилни телефони и на USB стикови што можете да замислите кога ваква заштита не можел да обезбеди управата за безбедност и контраразузнавање, па кој Социјалдемократскиот сојуз да сите граѓани ги заштити. Ево јас ќе ви дадам еден пример. Господинот Виктор Цветковски, неговиот разговор меѓу двата изборни круга со Гордана Куловска беше објавен во четвртокот, а тој мене ми се јави во понеделникот и ми кажа кој разговор ќе биде објавен, што е зборувано и така натаму, што значи дека половина Куманово веќе го знаеше разговорот кој ќе биде објавен за господинот Виктор Цветковски, што значи дека многу луѓе ги слушаат и многу луѓе оперираат со тие материјали и токму тука е
предизвикот на обвинителството да оваа работа ја прекине во интерес на сите оние граѓани кои што ги има снимено на тие материјали. Затоа и ја беше пораката од вас, за ТЧК Шутка. Па нема каде да се оди. Значи да објавуваш неовластено, да ги поседуваш интимите на граѓаните, неовластено да ја нарушуваш приватноста на граѓаните, па ме молам. Гледате на Запад дека и хомосексуалците, и лесбејките, и не знам бисексуалците, и травестите и така натаму се носат закони за нивна заштита. Тоа е крајна нивна приватност. Значи за таа приватност и ние како граѓанска опција за Македонија, тоа е по дефолт наша работа да се бориме да приватноста е свето правило на граѓанските правила, на граѓанските партии, а овде токму се нарушува приватноста на граѓаните и ние гледаме дека флагрантно се крши и што е најстрашно, тие материјали ги гледаат неовластени лица, можете да замислите сега. Директорот на Управа за безбедност и контраразузнавање и премиерот не ги зборувале само овие муабети. Тие обавуват дневно по 200 разговори, кои ќе помножите по 30 дена, тоа се 50.000 разговори, по 12 месеци, тоа се веќе 50.000 разговори, по 8 години, колку што се на власт, тоа се скоро 500.000 разговори. По тие 500.000 разговори, зарем нема вакви 1000 разговори како што тие ги објавуваат? Што е со останатите 499.000 разговори за кои што се разговара за битни државни работи? Таму има државни тајни. Таму има соработка со странски служби, таму има пресекување на канали на дрога, оружје, таму се разговара и со доушници и така натаму и така. И пазите, сега тоа сетнале Зоран Заев, Самка Ибраимовски, некои се љупче од Паланка го слушаат, каде е тоа дозволиво да они имаат право да слушаат државни тајни кои смеат да ги слушаат само министерот за внатрешни, управата за безбедност, премиерот и председателот на државата и никој друг, евентуално министерот за одбрана. Добро, секогаш кога СДСМ е во опозиција се појавува некоја афера со прислушување, па има ли некоја традиција и култура за прислушување и во самата СДСМ? Вак сега. Вие бевте долги години таму, бевте и функционер во таа партија. Да. И не треба да си доволно паметен за да можеш да ги сватиш работите како функционираат. Секогаш кога СДСМ е во опозиција, ние имаме вакви афери, претходно беше големото уво, а сега е ова аферата Пуч. Она што јас го знам е дека Социјалдемократскиот сојуз има и внатрешна традиција за себе прислушкување, што значи дека според моите сознанија сите канцеларии во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз беа озвучени со тоа што имаше едно лице кое што си седеше во една малечка канцеларија со слушалиците на уши како атомска мравка и постојано ги слушаше тие што зборуваат, односно така да оној што треба, секогаш знаеше што неговите колеги соработници мислат за него и за нивните ставови. Во однос на политичката битка, вие сте сега лидер на друга политичка партија, го освоивте Карпош и изборивте битката со СДСМ таму на терен. Сега како да речам политички противници на некои следни избори, може ли вие да побарате исто така? Сметате ли дека е рамноправна борбата доколку некој има материјали и некој ве прислушкува, а другата, а вие го немате тоа. Дали е сега тоа еднакво во политичка борба, например, тие имаат програм, ние имаме програм. Тие прават митинзи, ние митинзи. Тие имаат билборди, ние билборди. Токму за тоа прашам. Тие, нели, имаат флаери, одат на терен, ние одиме на терен. Меѓутоа овде тие имаат материјали од прислушкување. Значи имаат и опрема за прислушкување, што значи дека ние сме неравноправни. Ова сето не наведува да размислуваме дали ние не треба да набавиме опрема за прислушкување за да бидеме рамноправни во политичката битка со Социјалдемократскиот сојуз, затоа што во све друго сме рамноправни, само со ова не сме рамноправни. Тоа е исто како две држави, две соседни држави. Ако едната се вооружува, другата не може да не се вооружува. Ако едната, не знам, купува нови борбени авиони, ова другата мора или противавионската одбрана да ја зголеми, или таа мора да купува нови ловци. Може треба да се коdovi за комуникација. Не. Во секој случај, ние треба да бидеме рамноправни со сите алатки во политичката борба и јас мислам дека ако ова се продолжи, дека тоа ќе доведе неминумно до набавка на опрема за прислушкување во останатите политички партии. Добро. И тоа ќе влеземе во еден општ државен хаос. Се знаете со колегите политичари од СДСМ, препознавате ли некоја визија сега? Што планираат со се тоа? Што сака да се постигне, нели? Со вистината, што е всушност лежи под тоа ете вистината? Очигледно граѓанството не му верува на раководството на СДСМ
со позитивна кампања не може да го предизвика, што се вели, да трзне граѓанството. Тие се обидуваат со негативна кампања да го предизвикаат вниманието кај граѓаните. Меѓутоа, главен адут во целата оваа работа, кога нешто тие прават, постојано ослушнуваат како реагира меѓународната заедница. И практично имаме ние собир на екзибиционисти кои што постојано нешто прават, само гледаат како на тоа ќе влие меѓународната заедница, дали евентуално таа ќе се вмеша да застане на нивна страна, како што гледаме досега таква работа нема, односно Социјалдемократскиот сојуз останува осамен токму во неговите напори да ги објавува овие снимки, да одава државни тајни, да навлегува во интимите на граѓаните, со тоа јасно се покажа и во Брисел. Преговорите се спуштени на доста ниско ниво, ги водат парламентарци, а не представници на Европската комисија. Од друга страна, оние обиди што се прават сега низ Републиката да се оди по општините, од една страна Груевски собира многу повеќе луѓе во однос на Социјалдемократскиот сојуз, а пазите, Социјалдемократскиот сојуз тоа го прави со неговите 14 коалициони партнери, а Груевски го прави без подршка на коалиционите партнери и секаде има скоро 3 пати повеќе луѓе, што значи дека ова е јасна порака и до оние од надвор што се обидуваат малку да ја буричкаат работата овде, да видат зад кого отприлика стојат граѓаните, зад кого стои народот. И ова е една јасна порака, значи има двонаменска улога. Од една страна да се мобилизира собственото членство, а од друга страна и да се покаже пред оние од надвор што се обидуваат малку да ги буричкаат работите, да видат зад кого стои народот. Добро, прашав во однос на тоа дека како стратегија, нели, политичка, има почеток, средина, се предвидуваат исходот од една политичка акција, како што еве и ова да го земеме како една политичка акција. Која креира политиката во СДСМ сега? Стратегијата, старото членство го нема, препознавате ли ке новите, прашувам, има ли крај? Што им е целта на крај? Не, па добро е ако ова биде битка без крај, ќе стане дегутантна битка, и ако таа биде битка без крај, ама се носи штета на државата. Ќе стане дегутантна. Очигледни се штетите што се прават на Република Македонија и со Социјалдемократскиот сојуз јасно покажува дека неговото раководство нема државнички капацитети. Во оваа политичка битка кај нив не е првостепена битката за државата и за подобро Македонија и за подобро утре, туку првостепено е желбата да се дојде на власт и да се задоволат личните апетити. Личните и партиските, но второстепени се државните интереси. Пазите, секој во политичката битка не смее да ги нарушува виталните државни интереси. Овде се загрозени виталните државни интереси. Прво, институциите на системот, безбедносниот систем е загрозен. Дадена е нова насока на криминалните структури во Република Македонија. Ве молам, кој сега веќе од криминалците користи мобилен телефон при вршење на криминални дејствија? Нормално степенот на предпазливост ќе го зголемат, а со тоа значи дека ефикасноста на безбедносните служби ќе биде многу помала во пресекување на ланците на дрога, на оружје, на белоробје, на транспортирање на емигранти, пресекување на исламскиот фундаментализам, терористички групи и така натаму. Сето тоа значи степенот на нивна предпазливост ќе биде на многу повисоко ниво, а тоа значи на крајот на краиштата поголема штета за граѓаните, односно ќе живеат граѓаните многу понебезбедно, зашто криминалците сега се нивниот степен на предпазливост се постигнат на многу повисоко ниво и тие ќе го носат веќе до совршенство што практично ги тера нашите служби да се престројуваат, што ќе биде многу тешко и во тој вакуум додека тие се престројат секако дека тоа се ќе биде на штета на граѓаните. Ќе има разбойништва, ќе има убиства, ќе има кражби, тешки кражби и така. Ќе има уцени, ќе има уцени, закани, каде што стигнале нели овие снимки од бизнисмените. Но она што е посебно интересно како феномен во македонската политика е тоа што опозицијата во налет нели на оцрнување на се што е она постигнато или она што е сработено од власта е нападот врз економските зафати, посебно во странските директни инвестиции. Тука се праќа крајно лоша порака. Што е целта? Постојано се притиска на тоа дека странските инвестиции се лоши.
Па видете, тоа е одговор на она промоција на премиерот на промоцијата на новите вработувања или основањата што се даваат за сите оние што ќе вработат лица над 58 години, не знам, млади лица до 30 години, разни структури, самохрани родители и така натаму и така натаму. Сега, отварањето на нови компании во Република Македонија во слободните царински зони и најавата дека ќе се вработат во тие слободни царински зони само од 2015 година околу 25.000 луѓе, Социјалдемократскиот сојуз го користи за една, како да кажам, контрастратегија против овие странски инвестиции, што се плаќа лоша порака до странските инвеститори. Прво да ви кажам вака, Република Македонија, кој познава економија, треба да знае дека многу тешко може да се развива без директни странски инвестиции. Сега, говорите од позиција на поранешен ресорен министер, кој што бил и во труд и социјала, бил и во економијата. Македонија има постојана платно-билансна нерамнотежа, која се движи, кој ќе направите разлика измеѓу увозот и извозот, кога од тоа ќе ги одземете дознаките, девизните дознаки на нашите вработени во странство, останува една платно-билансна разлика, делумно се покрива со странски кредити, делумно се покрива со донации од странство, но останатиот дел мора да се покрие со најдобро е да се покрива со директни странски инвестиции. Ако странците внесуваат девизи овде, тоа значи се создава многу поголема вредност, влегува повеќе маса на пари во оптек, автоматски значи се поттикнува економијата. Ако ние годишно не обезбедуваме 300 до 500 милиони евра странски директни инвестиции, значи свежи пари да влезат во Македонија, Македонија не може да обезбеди развој повеќе од 1 до 2%, што значи дека тие средства и како и се потребни на Република Македонија за незиниот развој, затоа што вие кога ќе отворите една фабрика во слободната зона, не се само вработените што работат таму. Тие луѓе прво користат електрична енергија, таа треба да ја платат, значи некоја компанија од тоа живее. Користат вода, значи сите оние целона логистика, од исхрана, од кадар кој што тука живее, кадар од кој индиректни при градење, градежни фирми, инфраструктура, значи сето тоа некаде околу 27 други индустријски гранки се поврзани со овие градби, не само како градби, туку и потоа во нивното функционирање. Значи тие примаат аутсорсинг од останатите компании овде во Македонија, почнувајќи ги од софтверските куќи, почнувајќи ги од безбедносните агенции, почнувајќи ги од снабдувањето со репроматеријали, со опрема, со резервни делови, со не знам, со исхрана на вработени, со канцелариски материјали и се она што е одржувањето и така натаму. Рековте вработување за 25.000 луѓе во една година. Да. Доколку успее да се вработат 25, една политичка гарнитура, независно која, да вработи 25.000 луѓе во една година, може ли да опозицијата да го оцрнува тоа? Колку е тоа еден здраворазумски чекор? Прво, кога опозицијата ќе вели дека ќе вработува, прво никој не верува. Тука е главниот проблем, затоа тие се одлучуваат на црна кампања. И сега вие кој ќе ја гледате вака и да не сте овде од Република Македонија, вие на една страна гледате еден анархистички концепт на чело со македонскиот Бошко Буха и од друга страна гледате еден концепт на нудење на проекти, на обиди за подобрување на животот на граѓаните, решавање на најгорливите проблеми, а тоа е пред се вработувањето, инфраструктурата, економскиот пораст на државата и јасно е дека кога на крајот граѓаните за себе ова што се прави, граѓаните ќе си дадат свој суд, меѓутоа тие кога ја удираат последната црта, тие одлучуваат кој нив им ветува подобар живот. А очигледно дека тоа не е Социјалдемократскиот сојуз и мислам дека концептуално имаат голема грешка токму во оваа стратегија што сега ја прават, затоа што од една страна одговорот е подобрување на животот на граѓаните, а од друга страна заплашување на граѓаните. Значи заплашување на се она што не е социјалдемократско и се она што не е околу нив, дека ќе има тешки последици доколку тие дојдат на власт. Па ве молам, тие уште не дојдени на власт со какви закани се служат и кон политичките противници, кон представниците на власта, кон граѓаните кои што не се со нив, а те кога ќе дојдат на власт. Значи со закани никој не сака власт од која што ќе се плаши. Граѓаните сакаат власт која што ќе ја почитуваат. А Социјалдемократскиот сојуз и ова раководство не е раководство кое што може да биде почитувано од граѓаните на Република Македонија и да имаат доверба во него, да им дадат својот глас и да бидат убедени дека стабилно ќе им водат Република Македонија. Ако економската клима во Република Македонија за домашните компании е лоша, очајна, се стимулираат само странците за да можат, како што велат, да ги изнесуваат парите од овдека и да ја злоупотребуваат
нели едуцираната работна сила. Дали е можно компаниите под име на заеви да стекнат 12 милиони евра под наводниот режим? Многу лесно може да се види Заев кога станал градоначелник 2005 година, колку тие имале капитал. Тоа се гледа од централниот регистар и од завршните сметки се гледа и тоа е јасно како ден. Параметри може да се видат и точно да се утврди и дури може да се утврди дали тој капитал е стекнуван во корелација со локалната самоуправа. Дали во тоа асистирала локалната самоуправа и се може да биде јасно. Но она што е многу битно е што Социјалдемократскиот сојуз и неговиот лидершип има сериозен проблем. Прво концептуално, односно програмски, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е политичка партија која што треба по дефолт да води сметка за средната класа и она пониско од средната, социјалните случаи, правата на работниците, социјалните случаи, социјално ранливите групи и така натаму. Тие имаат лидер кој што е за македонски услови веќе олигарх. Значи, тие поседува заедно со своето потесно, пошироко семејство околу над 12 милиона евра капитал. Тоа е јавно деклариран. Надвор од оно што не е јавно деклариран. И сега јас поставам прашање. Ако случајно тој дојде на власт, какви мерки ќе превзема? Какви закони ќе носи? Закони со кои што ќе се подобруваат. Кои компании работат додека е он, нели? Да. Дали он ќе носи мерки со кои што ќе се подобруваат правата на вработените, на социјалните случаи, што значи дека ќе носи мерки со кои што ќе растат платите, а ќе се намалува профитабилноста на неговите компании, или пак ќе носи мерки да расте профитабилноста на неговите компании, на таткому, на браќата и така натаму и така натаму. Јасно е дека он не би можел да оди не би можел да оди против сопствениот бизнис и тука јасно се може да се процени дека Социјалдемократскиот сојуз има една конфузија во неговиот лидершип и дека практично застанувањето на чело на државата ќе има една сосема обратна политика од она што е програмска определба на Социјалдемократскиот сојуз и од тие причини покрај ова што е заглавеноста што заглави раководството на Социјалдемократскиот сојуз во бомбата, мислам дека и концепцијски лидершипот на Социјалдемократскиот сојуз не одговара на програмските определби на партијата и веројатно на следното собрание треба да дојде до промена на раководството. Така, морам да ве прашам, вас ве обвинуваат за менување на политичките страни, да сега имате своја политичка опција, да си градите своја инфраструктура. Излеговте на локални избори, уште во самиот старт, земавте општина, што не е за подценување. Да. Најмногу ставовите политички ги менува Социјалдемократскиот сојуз. Само тие што забораваат, се занесуваат толку во жарот на борбата и забораваат све што прават. Еве ќе земе Либерално-демократската партија. Либерално-демократската партија стана партија со победата на Ристо Пенов во градот Скопје, а таа победа ја оствари со ВМРО-ДПМНЕ 96-та година. 2000-та година Ристо Пенов стана повторно градоначелник во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Значи ЛДП ја промени страната од соработка со ВМРО-ДПМНЕ со Социјалдемократскиот сојуз и не му сметаше опште дека ја менува страната. Потоа влезе во владата на Република Македонија и 2006 и 2008 одеа заедно на избори, за да 2011 Либерално-демократската партија ја го напушти сојузот со Социјалдемократскиот сојуз, значи нивната коалиција, и се сеќавате најголеми противници на таа коалиција со Социјалдемократскиот сојуз беа Манасиевски и Жирновски. Сеќавате на она изјава на Жирновски дека Бранко Црвенковски и Никола Груевски се две страни од една иста пара. Едниот е круната, другиот е главата на парата. Се сеќавате на слоганот ни змија, ни магаре. Па сега јас сакам нив да ги прашам. Овие мои пријатели од Социјалдемократскиот сојуз, со кого сега соработуваат, со змијата или со магарето? Кој го променил ставот? Колку пати тие си го променија својот собствен став? Тито Петковски беше со нив, нивни подпредседател на партијата, председателски кандидат, председател на собрание, ги напушти, ги собори од власт. Јас Социјалдемократскиот сојуз не сум го соборил од власт. Тие сами ја напуштија власта во Карпуш. И по завршувањето на локалните избори јас ги понудив да направиме коалиција, тие одбија, ми рекоа оди си со ВМРО-ДПМНЕ. И сега овие 32.000 гласови што ги освои Гром, тие не се гласови со кои што евентуално Социјалдемократскиот сојуз би победил, значи нивната разлика е скоро 200.000 гласови. Оној што ги собори од власт е Тито Петковски
И впрочем, знаете како се вика, значи слично име и има и неговата партија Социјалдемократскиот сојуз, токму од причини за да може да им наштети повеќе. Денеска тие си во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Значи не им смета што Тито Петковски е сменил страната, не им смета што ги сменил ставовите, односно како што сега зборуваат за мене, така тоа зборува за Тито Петковски, гледате сега пак си се заедно. Самки Ибраимовски колку пати ја смени страната. Добро, гледавме на митинзи. Да не одиме во екстреми кога стоја заедно и Бранко Црнковски со Љупче Георгиевски да, и праве. Љупче Георгиевски, знаете што се случуваше, што си претеа и така натаму, па си дојдоа во коалиција со Љупче Георгиевски, значи можете да видите колку пати Социјалдемократскиот сојуз ги сменил своите ставови и многу е смешно кога тие некого обвинуваат за промена на ставови, а искрен да бидам, тука се обидуваат да асистираат и некои лица кои што биле блиски до овие политички партии, заборавајќи дека од новинарската фела, заборавајќи дека тие беа главни креатори на такви политички промени, цик-цак играње, те одење на едната страна, те одење на другата страна. Моите ставови сега се потполно јасни и гледате дека во оваа ситуација, дека ниту една политичка партија нема почисти ставови од граѓанската опција за Македонија. Нашите ставови се јасни, нашата пределба е јасна и сметам дека нема што никого да го боли, ние си имаме своја политичка партија, си имаме своја политичка опција и ние се бориме за наше парче под политичкото небо во Република Македонија и секогаш кога ќе бидеме загрозени, кога ќе бидеме нападнати, ќе одговараме со сите расположиви политички средства. Да се вратиме на основата на ова интервју, тоа е прислушкувањето. Тајно, домашно, странско, сите можни. Се знае дека е домашно и имаме признание од човек кој што е во притвор, дека прислушкувањето го направил по барање на Зоран Верушевски, како што тој вели. Го познавате ли вие Зоран Верушевски? Јас никогаш не се имам сретнато. Значи не е како Заев што вика, него јас во животот го немам сретнато Зоран Верушевски. Што значеше името на Верушевски во времето кога бевте во СДСМ? Па не, јас со него никогаш не сум имал контакти, нити знам какви биле контактите на Бранко Црвенковски. Не можам да кажам, затоа што не знам. Зошто странски служби би имале интерес да се смени власта во Македонија? Странски служби би имали интерес да ја контролираат ситуацијата во случај на нивна потреба за сите оние што ги имаат нивните интимни разговори, што имаат нивната приватност, како и колку што имам сознание, предадени се досие на многу политичари, бизнисмени, академици, професори и така натаму, значи на сеа нешто што значи во Република Македонија, да можат полесно да ги врбуваат и да можат полесно евентуално да ги остварат нивните цели кои што се за разбивање на Република Македонија. И сега пазете како сите оние кои што викаат еве не знам Јакимовски и Гром се апологети на власта, се адвокати на Никола Груевски и така натаму, само сакам тие истите да ги прашам. Кога тие би знаеле дека CD-то со сите нивни разговори, преведено на странски јазик, со комплетна анализа и нивното досие, е предадено на неколку странски разузнавачки служби, како тие ќе се чувствуваат, и дали тие лесно би поминале преку тоа, дали во својата глава не би имале чуденки зошто тоа им било потребно на тие странски разузнавачки служби, дали е чувството пријатно и дали во тој случај би го бранеле овој налет на опозицијата во името на човековите права, слободи и не знам што, а јас само сакам да кажам каде во која земја вие го имате овие вакви човекови права и слободи да може да се објавувате кога сакате, што сакате и за кого сакате. Каде тоа можете да ми послушат во која земја? Приватни телефонски разговори. Нека искочи некој во Соединетите Американски држави. Еве земји со развиени демократии. Во Англија нека искочи некој да се го објави премиерот, да го објави директорот на МИ-6, да го објави директорот на ЦИА како разговора, да објави државни тајни и да видиме колку тој ќе може слободно да шета и уште да поставува услови. Јас ви благодарам за учество во ТВ Република. Имаме уште многу за разговор, меѓутоа интернет просторот е така што не дозволува многу да излетуваме од временската рамка. Ќе ве повикам повторно во студиото со развојот на целиот процес и на пуч и на бомби. Евентуално и вие може да дојдете доколку
Заев се одважи да го објави разговорот, да потврдите за неговата релевантност? Добро, мене ми е драго ова интервју, сега ќе дадеме малку повеќе материјал на сите оние што идат под разни лажни профили кои што се служат со навреди и така натаму. Баш би сакал да им дам малку повеќе материјал, да имат пожестоко да може да зборуваат и да напаѓаат, но јас сакам на сите да им кажам едно, дека јас секогаш не одам ни со лажни профили своји, значи излегувам јасно и гласно сите мои ставови, сите мои размислувања што имам да ги кажувам јавно и би било добро наместо тие што се обидуваат со црна кампања, со плукање, навредување и така натаму, да излезе некој од нив да ги спротивставиме аргументите. Така, ви благодарам. Го следете интервјуто со Стефчо Јакимовски, лидер на ГРОМ и градоначалник на општина Карпош. Повод за интервјуто беше актуелната ситуација во Република Македонија. Ви благодарам на вниманието.